Македонската екипа на филмот Сиера Невада, составен од продуценката Лабина Митевска, монтажерот на звук Атанас Георгиев и асистентот на режија Иво Бару, ги пренесе своите искуство од работата на овој филм, кој представува сложена европска копродукција помеѓу Романија, Македонија, Босна и Херцеговина, Франција и Хрватска. Она што е интересно кај Кристи, посебно кај она, ја како го доживува, посебно што Кристи камерманот го смени 2 пати. Недела дена пред снимање дојде овој камерман. Ја кога стигнав таму на снимање, пола од глумците имаат буквално нервни сломови од него. Значи, тоа е едно неверојатно искуство. Но она што одушевува, барем мене овде кај мерата како ја чувствувам, е што за прв пат имаш, според мене, некоја поезија на танц. Се кореографирано во однос на глумците и движењата на камерата, што барем ја одамна не сум видела таков сензуален, искрен пристап на снимање на филм. Иво Бару, асистентот на режија, пак објасни дека Кристи Пи Уи е строг режисер, кој имал своји замисли за филмот и по секоја цена ги остварувал. Од актерите барал совршена координација, а од камерманите практично да го заборават она што го учеле како занает. Тој бараше од директорот на фотографија да го заборават се она што го учеле 4 години на факултет. Значи, тие правила кои важат за сите директори да се ги заборават тотално и да почнат одново само на чувство да одат. И гледате дека ниедно кадро, мислам дека во филмот не е перфектно кадрирано, композициски, како што некој друг ги директор на фотографија кадрирал. Значи, оставно камерата се движи. Оди со ликот, не мора да биде точно на вистинското место секаде. Некој може да подзакасне, некој ќе замени ликот, па тој после него оди. Атанас Георгиевски, задолжен за монтажата на звук, објасни дека режисерот бил толку безкомпромисен, што се однесува до неговите замисли. Со Кристи што е интересно, јас него не сретнав него ниеднаш, иако работев сериозна функција во филмот, ниеднаш не се сретнавме, бев во Букурешт исто така, чисто за да направиме проекција, тој одбиваше да се сретне со мене. Зошто? Затоа што он веќе го имаше добиено на што го сака. Филмот беше тогаш 3 сати и 5 минути, кога дистрибутерот му си има јавено и му кажал: "Океј, ние ќе бидеме, мислам дека се Gold Crest, така, Лабина? Wild Bunch, океј. Секогаш тоа се огромни дистрибутери кои што му викаат: "Океј, ние ќе стоиме за овој филм, ама ако го скратиш на под 2 сати и 15 минути." Тој без да знае, дистрибутерот го испратил филмот и на Берлин и на Кан, и Берлин и Кан го примаат. Но он не е готов за Берлин. Не е спремен. И затоа решава да го одбие Берлин и продолжува на Кан со таа дужина која што он ја сакаше. На денешната пресконференција во рамките на 37-то издание на фестивалот Браќа Манаки, по разговорот со тимот од Сиера Невада повторно се говореше за копродукции, но овој пат не само од регионална, туку и од европска перспектива. Своите искуства и ставови на оваа тема ги изложија продуцентката Лабина Митевска и словенечкиот продуцент Даниел Хочевар.